ЕПИ го објави 8-миот извештај во сенка за поглавје 23. Во овој извештај е опфатен периодот од октомври 2022 година до септември 2023 година. Извештајниот период беше проследен во знак на вклученоста на земјата во скрининг процесот, добивањето на скрининг извештаја за кластер 1 темелни вредности, како и подготовката на стратешките документи за отворање на истоимениот кластер, паралелно со постојната нагласена политичка поларизација околу францускиот предлог, уставните измени и загрижувачките случувања во областа на владењето на правото. Додека во областа на фундаменталните права може да се забележи одреден напредок во Република Северна Македонија, се уште се присутни следните проблеми: нечовечно и понижувачко постапување и пренатрупаност во некои затворски установи, насилство и закани со насилство против новинари, отсуство на отчетност за родово базирано и семено насилство и кривични дела со насилство и закани против лица од ЛГБТИ+ заедницата. Во текот на 2022 година Европскиот суд за човекови права одлучил по 314 апликации против Република Северна Македонија, од кои 302 беа отфрлени или прогласени за недопуштаеми. Судот донесе 6 пресуди во 4 случаи, утврдувајќи повреди на правото на правичен судење. Во првите 7 месеци од 2023 година, ЕСЧП донесе одлука по 163 апликации против Република Северна Македонија. Според податоците во годишниот извештај за 2022 година, Народниот правобранител во претходната година постапувал по 3482 представки. Од вкупниот број представки, започната е постапка во 2173 случаи или 62,41%. Во оваа извештајна година, најголем број на констатирани повреди беа од областа на заштита на правата на децата, 103 случаи, од областа на правосудството, 89 случаи, од областа на граѓанските услови и други внатрешни работи, 58 предмети, потрошувачките права, 53 предмети, социјалната заштита, 47 предмети, заштитата на правата што произлегуваат од работните односи, 44 предмети, пензиско и инвалидско осигурување, 42 предмети и други. Како најгорливи проблеми во пенитенцијарниот систем и понатаму остануваат лошите материјални услови во најголемиот затвор и ТРИЗОВА, пристапот до здравствената заштита, корупцијата, поставувањето на нестручни кадри на менаџерски позиции и директори на установи, како и недоволно ефикасните внатрешни и надворешни механизми за пријавување и гонење случаи на тортура и нечовечко постапување со осудените лица. Во 2022 година биле поднесени вкупно 300 представки пред Агенцијата за заштита на лични податоци, од кои 232 представки, односно 77%, се за злоупотреби на социјалните мрежи. Другите се по други основи, например директен маркетинг, неможност за повлекување согласност, необезбедување услови за остварување на правата на субјектите поврзани со личните податоци и други. Во врска со злоупотребата на социјалните мрежи, повеќето представки се однесуваат на лажни профили, неовластен упад во профили, објавување на видео и аудио снимки на други лица, навреди, клевети и уценување на интернет. Според годишниот извештај за 2022 година, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација поставила по вкупно 248 поднесени представки, што представува зголемување за 188,37% во споредба со 2021 година и по 7 предмети по сопствена иницијатива. Постапувајќи по поднесените представки, КСЗД утврдила дискриминација во 70 случаи, додека кај 64 се утврдила дека нема основа за дискриминација. За 17 представки е донесен заклучок за непостапување, неповедување или запирање на постапката, а 63 представки биле отфрлени поради утврдена ненадлежност, неуредност, застареност и недопуштеност. Во извештајниот период, Основниот граѓански суд, по примерот на првата, донесе уште една пресуда со која ја истакна директната дискриминација на лицата со попреченост во остварувањето на нивното право на глас, нагласувајќи ја потребата од пристапни избирачки места.